Почитувани гледачи, добра вечер. Петок е, вечер, 21 часот. Подкаст Радар, јас сум Сотир Костов. И не се ветуваме дека секоја вечер во петок се дружиме. Како така некако дојдовме до 42-та емисија. Лето е, жешко е, напорно е. Боже, рековме да не одмараме, не знам, после оваа емисија ќе размислиме. Стварно големи горештини. Ама денеска имаме едно младо момче, полно со енергија, позитивно дете, аналитичар, кој блесна на медиумската сцена во Република Македонија и многу да не должам, Људзим Фаризи. Добро вечер и добро дојде младо момче. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Господин искусен аналитичар. Во години, а? Ајде да се поздравиме, да ни тргни. Ајде вака прво, како си? Добар, жив, здрав. Вака ти си манекенски тип. Добро се справуваш со топлината, жештината, не, како поднесуваш, кажи ми те малку. Овие Генерално добро, сега се чувствувам, сум по природа позитивен човек. се гледа тоа од километри, ја ти кажам. Љубезен сум секогаш, како секогаш. Тоа е домашно воспитување. Имам секогаш енергија за да работам, да ги сменам работите секогаш на подобро. Тоа е гандиевска филозофија, браво. Во последен период некогаш и се нервирам затоа што тоа е Животот се лави. нормално кога некои работи па не одат, кога одат па си по позитивен. Но се зависи од ритамот на работа што го имам. Така. Бидејќи се однесувам професионално, работам професионално и се обидувам некои нешта да ги менјам, можеби сам некојаш против сите, но тоа е сегогаш Тоа е треба Дон да се Кикотовски, не се Да, откажува. сегогаш треба да се бориш. Жештината е природна природен тек, тоа не може да го Море сега и не смениме, погодаш, да. не погодаш. Сега е жешко и јас повеќе се грижам за здравјето, можеби тоа што комбинирам работа и јас цел живот, еве да го делам можеби за прв пат со граѓаните. Ако ние сме послободни вака. Сегаш 20 и кусур години јадам 2 пати на ден, помеѓу Браво. 12 и 6, значи во тој период, после тоа не јадам, ако јадам 2-3 дена така ги кршам правилата, одма плюс 2-3 кила имам. Така што јас Не, тебе не се позна. Така цел живот јас го примирам, те треба да бидеш дисциплиниран. Нормално, ми се јаде некогаш, но мора да бидеш дисциплиниран за да држиш линија. Во смисла на тоа да бидеш витален. И јас ќе ти бидеш откриам здравје нешто. пред се. Јас сум во фаза на слабење, ма поради здравје, не поради изглед. Веќе мој вековски 70 години не ја држа тежината и добив наредба од мојот генерал домашен дека морам да поведам сметка за моето здравство, а со жештините знаеш како се справувам. 1983 година без во Узбекистан, Ташкент и Самарканд, и домакините во Самарканд кој видоа дека не ни оди таму бе 45 степени и така натаму. Имавме наша младинска бригада таму работеше, ги посетувавме ние како младинци и ни дадоа некои специјални чаеви, до ден денес ги памтам. Наутро, напладне, навечер да пиеме чај. Ја прво се насмејавме ние делегацијата. Кога видовме каков баланс прави на телото, на физикусот нас, на духот со жештините, свативме дека е тоа природен лек. Од време на време кога ми е тешко, си ја усред лето чајче. Јас си пием, дури некој пат изигравам енглес и млек се додава. Така, и ја да ти откривам нешто. Да, но не имаме и добра култура, ние треба да го примеме нашите јадења и пијалоци и треба повеќе да се тргнеме од тоа што е вештачко. Јас од тоа многу бегам и браво. тоа е предност. Па ти се познава да ти кажам. Људзи, ајде вака сега. Таа област има многу тенок, економија, инвестиции, фискална политика и оно, ама ја колку знам ти си негде вработен по инспекторските служби, ја би ја почнал емисијата вака. Ги видовме показателите на економскиот раст пред некој месец, позитивни се. Можеби не сме најзадоволни со висината, ама важно имаат позитивен тренд. Вчера, денес, премиерот даде некои информации дека фискалната дисциплина е на повисоко ниво, дека трендот на отплатување на јавниот долг сепак е позитивен, тоа се намалува, јавниот долг еве во овој квартал и не знам како 20 и кусур милиони се намалени и ако се земе 24-та, 25 и 26-та година тој тренд си се задржува на намалување на јавниот долг, економијата стабилна. Се малку ше со цените малку да ги
фатиме зашие тие накупци, прекупци, ама од твојата област да ми кажеш ти, како си ти задоволен од фискалната дисциплина во нашата држава и веруваш ли во овие позитивни трендови што и меѓународните институции ги потврдуваат дека Македонија сепак е на прав пат во поглед на економијата, па и социјалата? Само да објаснувам едно нешто што вие го кажавте преска, дека јас работам во инспекцијски служби, да не мислат луѓето дека работам во тие разновачките служби, разбираш, на полицијата. Да, јас работам, но сум трудов инспектор. Ако, одлично. Што нема врска со службите, да бидеме јасни, по луѓето бидејќи кај нас одма луѓето го гледаат тоа дека одма после етикети на друго. Не, јас работам во инспекцијските служби и многу добро ги знам трендовите. Особено на таа другата што е сива економија, може да го отвориме малце покасно таа тема. Слободно. И да видиме во која насока се движиме, тоа ми е па професија. А ово другото што се во врска со фискалната политика, инвестициите, јавниот долг, што кажувате, буџетот на држава и други работи, мора да се каже едно, јас секогаш сум го кажал во минатото, да не очекуваат граѓаните дека за една ноќ, за една недела, за еден месец, за една година, за еден мандат, 2 мандати, дека кај нас ќе биде многу добро. Тоа да видиме чисти јасни. Ниту една држава не успеала во таков краток период, колку и државата да била напредена. И мојќи го предвид дека во минатото е злоупотребен буџетот на државата. Во последниот од 2016 до 2024 тука имавме буквално луѓето што ја водеа државата, министри, премиери, заменик премиери, политичари и така натаму. Директори на јавни предпријатија. Директори на јавни предпријатија, да не зборуваме другите функционери во целава државата, буквално државата ја чувствува како кооперативно друштво, буквално како во времето на комунизмот, и тие мислеат дека првата цела им било да го применат тој начин на таа политика. Тоа значи дека треба да ги уништуват корпоративите, како во минатото во комунизам, а тој го правил со институциите, да донесуваат закони или легислатива, повикувајќи на тоа дека ние ќе се хармонизираме со таа на Европската Унија и да во таа смисла не дека треба да бидеме сегаш советодавна. Тука ми е целта за инспекцијските служби. Да. Бидејќи инспекцијските служби е столбот на државата. Што јас мислам дека може да го контролата да го отвориме како тема после. Да се навикнеме, да се вратам назад. Ги направи така институциите, така законите ги донесеа, за да може секој буквално да го злоупотребува, да вработуваат луѓе буквално без ниту еден капацитет и да не можат да ги применуваат тие политики што самата тие влади сакале да ги применуваат. Тоа е најдобриот начин за да можеш да уништуваш се. Значи, тие се однесувале кон државата во минатото како да управуваат некоја држава, односно друга држава, кој буквално го ја мразат. Сега, ако се вратиме во економскиот план, ние треба да ги видиме трендовите во регионот. Пошто јас следам и во регионот што се случува. Кога ги гледаш другите држави, пример кога земеш, ајде не ги земе другите држави, може не сегаш компариравме порано со Бугарија, Србија, Грција. Ајде да ги земеме двете држави. Албанија и Косово, две држави, кои се соседи. Албанија 50 години изолирана држава. И да ни оди напред. Тоа е срамота за нас, ние треба да се срамиме. Ние треба да ги повигнеме на одговорност тие политичари што направила во минатото. Или да ја видиме Косово држава, призната, непризната од странство, но сепак како функционира како независна држава. Екзистира. Е напред од нас. Јас во мојата институција 2015-16, пошто во Косово државната ревизија е многу важна институција и тие земат примери во другите држави кои се во пат за интеграција во Европската Унија, како нашата држава. Во 2015-16, ти кажам сега конкретно во трудовата инспекција, земале моделот кај нас. Јас лично сум им пренесел знаење на нив
и трендот како треба да се организираат, замисли да се организираат поделења, по сектори одделења вработени и ред други работи што треба, координации, статистички податоци, тоа што е многу важно. Да. Дигитализација, планови, извештај, за да дојде во ситуација Косово да има дронови, да прават инспекциски надзори по електронски пат Користат дронови. и да користат дронови. Ова не сум. Ти идеш во некој објект и сега треба да се каже во 12 спратни скели имат ни ништо, ти сега да се кажеш тамо да го фатиш непријавен работник. Како ќе се каже? Вака пуштиш дрон и контролираш се. Браво. Пример ти кажу. Е сега, но од нив треба да земеме и другиот поглед. Односно, нивната инвестиција што било. Што сакам да го поврзам со нашата држава. Ајде. Ако немаш патишта, транспорт, да се поврзуваш со сите можни ајде да кажем комши и во сите центри низ Европа и да имаш пристап кон пристаништето, ти во модерниот свет не можеш да напредуваш. Без инфраструктура се никој ништо. Не може. Ние сме била единствената држава во регионот што сме во последните 10 години немаме градено ниту 1 километар асфалт. 1 километар асфалт немавме градено. А зошто не надминуваат другите држави? Бидејќи многу инвестира во инфраструктура. Јас, пример, да ме прашуваш мене за јавниот долг, ако треба и со 100% ќе одиме. Како Америка. Знаете зошто? И сите да ги градиме автопатишта, први да го поврзиме сите нашата држава помеѓу себе, ние да се поврзуваме. Ова за прв пат ова влада не прави разлика помеѓу деловите на државата. Не. Исток, запад, Рамномерен север, регионален центар. развој. Тоа мора да ја поврзаш државата. И гледаш како и осмицата и десетката подеднакво ги тераат. Замислите да имаш Коридорите. Да. Замислите имаш Охрид што е прекрасен. Од цел свет сакат да дојдат. да го посетуваат. Ние не можеме од Скопје, бидејќи тебе ти треба да патуваш 2,5 сати. И ти кога мислиш 2,5 сати, подобро да идем во морот, пошто за толку ќе одиш во море, отколку да одиш во Охрид. Луѓе да си прати ова калкулација. Иначе во патот дека те мачи тебе. И сега ние ако ги правиме овој автопат, мене да ме слушат, доколку можеме, минус да одиме, буџетот, ама знаеме дека тие пари ќе ги вратиме и таа држава многу ќе се развие. Пример земете Косово. Еве, пример. Какви патишта? Патиштата го направило. Тие моделот не мислите дека го заемале од себе си. Тој модел некој им го кажал на нив. А ние зошто кога го гледаме државите како функционираат во регионот, зошто ние да го не го правиме тоа? Па и Србија исто. Да. И Србија се поврзал со сите можни тие се веќе центри во се на автопат. За тоа е нивната предност инвестиција, бидејќи и Вучич пак нечи. Мала дигресија да направиме смешка. За нас од регионот. Моделот на но тој чим победува на избори, тоа значи дека тој направил за неговата држава. Без разлика да ние дали го сакаме или не го сакаме. Ние треба да го цениме тоа што прави тој за својата држава. Ние треба да ги цениме и луѓе што прават за нашата држава. Може да прават 100%, ама од едно ниво до друго ниво мора да го качуваш, а не да ја нозова државата. Последиците се големи. Не можеш кај да чепкнеш за да напредуваш. Но јас мислам дека треба да се направат реформите од корен. Ајде. И тука не треба милост. Јас сум единствениот после изборите 2024 година, кога се правеше владата. Сум давал мои забелешки дека не треба само да фатиме директорски места. Знаеш што е проблемот кај нас? Проблемот кај нас што ние имаме коалиционна влада. Ние треба да има една политичка партија која ќе има 70 пратеници и нема да се ценкаш од другите политички партии. Бидејќи моментално како е поставено кај нас. Домако со демократијата се коси. Не. Па без разлика. Ќе речат само една партија владе. Во Америка функционираат две политички партии и во ред до светот функционираат или една политичка партија може да победи 50%, како е Косово. Победат 50% не зависи од другите составување влад. 36 години демократија, а тие малку повеќе. Е сега. Искуство. Е сега. Традиција. Дополнително што кај нас е комплицирано со бандитерот. И сега тие те условуваат. Да. Да не тие не гледат како да функционира државата, како да оди народ напред. Он за да може да ја условува владата со повикувајќи на
уставот, за да ги кочи процесите, за да се ценка после да стави некој директорско место плюс. Тоа е проблематично многу кај нас. Ова со изборниот закон го оправдуваш, како го толкуваш? Не со изборниот закон. Јас мислам дека кај нас единственото решение е да имаме политички партии кои ќе бидат да се отварат, без разлика дали се македонци или албанци, за мене може повеќе македонските политички партии да се отворат, за да ги изедат овие другите политички партии тезгаджи, со еден пратеник, два пратеники, па после се ценкат, пошто многу е тесно, пошто толку се немнозинскиот народ, да не кажам малцинството, да не ме. Добро, ја не би сведувал само на албанци и македонци. Да. Не, во смисла и другите. Турците, ромите, пошто кои ќе соберат сите со бадентерот, тие таму па после се ценкат таму. Така што политичката партија, односно владеечката политичка партија односно мандатарот мора да ги пази и тие принципи, бидејќи утре дента ќе се кочи процесот на донесување на тие одлуки или тие закони што требаат двотретинско мнозинство или би треба мнозинство од малцинствата, односно од другите народи кои не се голем мал бадентер. И сега голем бадентер, мал бадентер и така натаму. Па на крајшта, бидејќи ги гледаме дека има проблем, ако он не сака да донесе таков закон, па донесе на друг начин. Има во право да се е можно. Бидејќи кај нас не може да го условуваш нешто што им припаѓа за на државата и на народот за да го користи за лични цели. Па гледаш дека во последен период, го отворивте темата. Гледаш дека во последен период кои се тие странски дипломати што ги поддржуваат? Албанските политички партии нема не само албанските. Во опозицијата така е. Не, зборувам за на ниско ниво. Ваков начин. Веќе се демоде 35 години да зборуваш за истите проблеми. Истите проблеми. Немаш друга тема. Отвораш во која било телевизија, било кој политичар да излегува, 5 муабети ги има. 5 ставови има. Да. Јазикот, знамето, вработувањето. А нешто те праша. Толку. Никој не размислува. Замисли ние имаме проблем со образованието. Најголемиот проблем што можеме да имаме во државата. Најголемиот предизвик за нашата држава и за граѓаните. Не можеме. Зашто нема баднетер, не можеме да го гласаме. Бидејќи они го имаат баднетер. Замисли за нешто што нема тука нација. Тука има елитистичко однесување. Па за тоа немаат поддршка од странство. Тоа е првото. Второто, изборниот законник. За изборниот законник не ме прашавте. Изборниот законник сите политички партии се ценкат. Бидејќи тие го анализираат колку може да добијат утредено. Единствената цел му е тоа. Колку повеќе пари да земат, колку повеќе дупки за да може да земат повеќе гласови, односно пратеници, советници и така натаму. Така што тука е малце комплицирано за изборниот законник. Но влада им понуди се. Да. Замисли, цело време се повикаат на диаспората, да гласат диаспора. Да. Бидејќи таму сега немат поддршка, сега не ќе манипулира изборите. Кој ќе ги манипулира изборите? Па не тоа, воле да ги манипулираш изборите. Тука во нашата држава постојат закони. Ако ги манипулираш изборите, зашто го воведува фингерпринтот? Кривично дело, ќе завршиш на решетки. Односно позади решетки. Ако и нас фаќа. Зависи таму кај ќе заврши. Намерно го кажам ова, да. Така што бидејќи кога кажеш позади решетки, знаеш што ми беше целта. Кога ќе кажеш позади решетки, знам кај нас како е системот, ќе излезеш. Ама ако паднеш во решетки, не можеш да излезеш. Тоа е разликата. Така што да, ние треба да вложиме во патиштата, исклучиво на инфраструктурата, не само на патишта, и во другите сфери, но во економски план. Ако ги анализираме работите, на таков буџет, со празна каса да ја земаш, односно државата кој им должи на милион компании во државата, милионски суми, на што правила во минатото? Јас имам луѓе секте. 4 години субвенции на земјоделците не били исплаќени. Дека во фондот за иновации, нели порано беше? Да. Знаеш што правиле? Им дале пари, им дале проекти, парите никаде. Не ги исплатиле, потпишале договори се и го стајале стотици милионски суми у борч државата кон фирмите. Го снема еден подпредседател. И сега го најавува и го снема.
многу ги снема од нив после изборите. Побегна за да не дават одговорност. И од СДСМ и од ред други политички партии кои биле владееле во тие 7-8 години. Така што да фатиш од почеток многу тешко. Може да го поврзаме и со мојата професија што? Ајде. Колективни договори, подпишување сегде. Тие знаеле дека нема да ги исплатат. Вака подпишувај, пошто хартијата трпи се, Так. и гледаме институциите што имат проблеми, за да не може да ги исплатат тие. Бидејќи подпишат, да, ти подпишуваш, после си должен да им платиш на работниците. Или правилници внатрешни правилници. Подпишувај плата на плата, додатоци на плата и на крај кога треба да ги исплатиш, кој си избегал од државата, празна каса и сега кој треба да фактурира? Новата власт. И за тоа не може никако да се опорава. Без разлика на тоа, јас мислам дека на економски план и во енергетиката ние сме многу напред. Може во одредени слабости имаме во другите делови. Пошто што кажав, кај чепкаш ти смрди буквално. Многу е тешко. Па се таложело 7,5 години. Но многу е важно што тргна државата има воља напред. Тоа е најбитно. Знаете што? Во минатото има голема разлика. Ајде. Бившиот премиер, бившите премиери ги гледаше прес конференции секој ден у влада. Секој божје ден у влада дават. Сегашниот премиер, јас ретко може да го видиш у влада. Дури да посакаш да го видиш. Динамичен, мобилен. Секој ден промоција или на започнатите проекти или на завршените проекти. Убаво си го примител. Ова е голема предност. Ова е голема разлика. Ако тоа е разликата. Ако сакаш, влези сега имаш можност дигитално се да следиш. Следи ги бившите премиери кај дале изјави, гледа го новиот, односно сегашниот премиер кај дале изјави. Дека јас сакам. Па тоа е реалноста. Да. И не може да ги криеме ови работи. Така што мислам дека треба да се направи реформи. Ови слабости што ги кажав преска јас. Така? Дека треба да имаш луѓе за да ставиш на функција, треба да имат капацитет тие луѓе. Јас во 2024 го кажав, и сото го потврди премиерот нели на годишнината на партијата. Да. Дека треба да се прави реформи. На крај ние треба да се направиме реформи во третиот ешелон според мене. Не е важно министерот заменикот. Министерот тамо ќе донесе одлука на влада. Тоа е колективни одлуки или поединечни иницијативи што треба. Јас мислам дека треба да се направат реформи кај другите служби, особено во инспекцијските служби. Не можеш ти во инспекцијските служби без разлика кој да е партнер у влада. Ако нема капацитет, ќе им кажеш благодарам пријатно. Не можете да дадете услово забаден тертамо. Ова го прават моментално. Сите политички партии, за жал. А тоа е му се фактурира на сметка на сите граѓани во држава, без разлика на нацијата, верата. Така што се надевам дека од септември ќе се направи царски рез, така? Буквално во некои луѓе што не давале резултати. Па почна тоа. Да. Со владата, па сега тоа е вториот ешелон, па третиот, убаво. У септември. Ако се направат реформи. Ама што е предноста? Предноста е ние што во ова фаза, бидејќи ние имаме таргети од Европската унија. Ние ги постигнавме сите таргети до јули. -1. Изборниот закон. И ги земавме, односно парите што треба да се да ги даде Европската. За напредок во реформите. Знаете зошто? Пошто ние само мислиме дека парите треба да ги земеме. Европската унија ти дава пари за тие закони, реформи што ги правиш, за да можеш да ги имплементираш, да ги спроведеш. Да. Бидејќи не е само на хартија. Во минатото, ова беше разликата во минатото. Они направи некои реформи со европско знаме, го уништат целиот систем, ги зема парите, а не може да ги спроведат реформите. За да се мери тоа, не само донесувањето, треба да имаш пари за да ги спроведеш. За да видиш дека вистина тоа е за доброто на граѓаните. Бидејќи ние кога ги правиме реформите сегаш се мислиме парите ќе ги земеме во Европска. Не е многу важна парите. Ние сега пример за сива економија. Имаме таргет да се борим против сивата економија. Дали имаме капацитет, не знам. Имаме шанси да намалиме, да сведиме на минимум, бидејќи сегде има сива економија. Ама да се сведи на минимум за да
Дајме простор на Ова ми е економијата. професија. Ајде, Јас имам стратегија, ајде. идеи. Изнеси некоја, еве јас- рамката ја изнеси. Иако ја не би те прекинувал, зборувај слободно. Многу битно е, сивата економија многу поклопува, да ти Според кажам. мене, Ајде. сивата економија е клучно за државата. Ти ако имаш сива економија 30%, кај нас нема сива економија, кај нас има црна економија. 30%, 29,5% кажуваат дека имаме ние сива економија, а тоа значи не дека само што го подворат нашите институции во државата. Државен завод за статистика, владата, сите меѓународни фактори што ја мерат економијата на нашата земја 29%. 29,5%. Е сега. Според Државната завод за статистика и според сите други релевантни институции, покажува дека кај нас има 100.000 непријавени работници. Знаеш колку е тоа? Многу. Огромна бројка. Дали е така? Јас ви потврдувам дека е така. Да. Дали направивме многу? Ништо не направивме во минатото. Ние само ја легализиравме сивата економија. Зошто е вака? Ако ги пошто ја следам, ова ми е У фокус. животна желба за да ја поправиме ова работа. Ајде. Ние порано сме ја деле државата. Инспекцијските служби си имат план како работат. Ти не можеш да излезеш кај сакаш. Бидејќи така ги направиле закони за да може да ги контролираат. Излеваат во портали луѓе кои кажат на време на Дуи кога беше у власт немаше инспекција во чаршија. А што да им правиме тоа на црно да работат сите? И ред други од држава да не ги спомнувам. Ние точно знаеме кај се, но можностите и капацитетот не е толку, а и волјата од горе надолето. Но во последен период тоа Се почна да менува. се кршува. Знае зашто? Ајде. Некој влада има што размислува на друг начин. Остави го овој другите доле што се овие шалоните што блазе везе некој немаат со оваа работа. Или сакат уште да идат под теркот на Дуи. Значи од тие да не ги чепкаме. Тие бидејќи губиме Недопирливи. гласови. Така се создаде таа група Замисли ти, на недопирливи. замисли ти како сакат он да победува на избори. Не да поставува ред. Ако не поставува ред, обратно да го мисли. Он мисли ако тој плаќа, пријавува. Први, ако заснова правен субјект, тоа значи ако прави фирма, ако плаќа данок, ако пријавува работник, ако производот е безбеден, тој би губил глас. Замислите каква логика тргнуваат политичките партии. Антилогика. Ова да му го кажуваш некој во светот на демокрациите. Смеат. Овој ќе види дека овој му фали нешто во мозокот. Значи, во ова насока овој го движат. Уште е тој менталитетот, но фала Богу што некој во владата, он со премиерот, не прави компромис со ова. И не треба да прави компромис. И сега, пошто овој 100.000 невработени не се од 2024. Овие 100.000 невработени се од 91 навамо. Со години. Само државата не биле, односно инспекцијските служби не биле пристапни во тие средини. Еве, во последен период правиме акции низ државата. Видливо е. Никој не кажува зашто сте дошле кај нас. Знаеш што кажуваат? Да, знаеме дека е така, никогаш не сме видели инспекција. Никогаш не видел инспекција во животот. Он не знае кој ќе му кажеш од која инспекција доаѓа, без разлика дали пазарно трудова. Он мисли дека исто, сите се исти. Пошто он сега не го применил законот никогаш во животот. Имал 5.000 евра, отвораш бизнис, кафе, мафе, тука продаваш, правиш пари. Тројца, четворица непријавени работници, на никој данок струјата ја платиш како физичко лице или ако ја крадеш, пример, или како физичко лице. Знаеш неколку милиони кај нас, бев на еден проект од страна на USAID, милионски суми губиме ние во таа сивата економија, само што бизнисите не ја плаќат струјата како правни лица, туку ја плаќат само како физички лица. Тоа е сивата економија 30%. И ова не сум го знаел. Знаеш колку пари исчезнуваат од СМ? Бидејќи таа произведува струја, им продава. Па исчезнуваат и директори и со полни торби. Ги нема. Сама рек битола. Пример е како кажам, а да не зборам на ова другата. И сега,
Што е проблемот? Најклучниот проблем. Кај нас, за да се бориме против сивата економија, треба две работи треба да ги правиме. Кажи. Треба легислативата, односно да носиме нова легислатива. Добро. Особено во областа на труд. Јас се зборувам за моја област на трудот. И втората работа, треба на функциите да бидат исклучиво професионалци луѓе. Барем првиот. За да знае после да Треба, зашто и другите тимот бе... После да прави тим. Не можеш ти да направиш реформи колку што сакаш. Ако истиот тим те играл и во минатото. Да. Ние овој проблем го имаме во теренот. Не можеш со стар тим да се бориш ти. И истиот тим кој уништувал 8 години, со истиот тим ти да работиш, Пресвар да направиш. да направиш Промени. теоретски шанси. Ќе им кажеш благодарам, не ве бива. Ќе носиш други луѓе. Но знаете што е проблемот? Они мислат дека премиерот на секој ќе му дојде тука и да му тропне, да му каже слушај, тебе овој не ти е добар, треба да го смениш. Не бе. Тебе ти дал Ти треба верба. да одлучуват. Ти треба да одлучиш. Компетентност е тоа. Компетентност. Ти ако не си професионал за Треба таа работа, храброст да си ќе треба самиот да каже благодарам, ќе си одам дома. Не сум ја за ова работа. Може да бива за некоја друга работа, но не за тоа. Јас мислам дека треба да се направи дополнително овие две работи и третото, според мене, Ајде. инспекцијските служби мора да имат тотални реформи. И некој мора да ги делегира од горе. Според мене, за да имаме ние резултати. И Значи малку вертикалата да се зајакни и преструктурира. Така сваќам јас. слушај, ако сакам да бидам малце по, знаеш дека сум многу директно. Ако ти имаш Слободно, Лјулџи. ако имаш од 14 инспекторати, не знам колку се, 12-14 се. Ти ако имаш 10 од влен, од кои 90% од нив не знаат што работат и што му е функцијата, треба да ги менјаш. Или треба да му ставиш некој од погоре и да му кажеш слушај, да го диригира. Да. Политиката е да ја диригира, не односно работата, за да може да ги спроведат тие политики. Јас мислам дека туку мора да се направи царски рез. Ајде. Јас чекам во септември. Ќе видиме. Бидејќи во борбата против сива економија, ние ако успееме до нова година, на нас ќе ни дава Европска унија 80 милиони евра, колку што имам јас информации. 80 милиони евра не се малце. Па има да се бориме за нив. А и за реформите и за да ни биде подобро. Па не само за реформи, Теренот тој ќе малку да биде се го изчистиме од цивилото. За граѓаните 100.000 нека земат. Нека земат калкулатор секој граѓанин. 100.000 непријавени работници. По 150 евра. Само давачки кон државата. Не ни Пута треба- 12, Не ни требаат нам кредити од странство. Може да ги градиме автопатите за 10 години. дома се, ама не се прибираат. Јас ви гарантирам дека околу 230 до 250 милиони евра се крадат од државата од луѓето што не се пријавуваат на работа. Испаруваат тие. Во приватни џебови. Да. Ти гледаш пример пред 5-6 години некој си го видел, буквално, ајде да кажем, конкретно Молер. Станал милионер, од каде бе Молерот милионер? Бидејќи тој има 5-6 групи, по 10-15 вработени, што работат на црно и парите директно од џеб. Па ти ако имаш 200 Нема такси, вработени, нема даноци за ако имаш државата. ако имаш 200 вработени, не ги пријавуваш. Ти се 360.000 евра од џеб. Добро, 200 е видливо, ќе го вида. Овие маливе групи, средниве, тие се опасни. Не се големите. Знаеш што кај нас? Пошто кај нас имаме некој абверзија кон богатите луѓе. Ја немам. Јас немам. Тие што краделе, ја кон тие имам верзија. Од пракса ти кажувам дека А ја велам, ни требаат богати луѓе, бидејќи нема да крадат од државата. големите компании, сериозните компании, тие не сакаат да имат проблеми со институциите. Се плаќат. Да. Кај нас се проблематични средните и малите бизниси. Особено малите бизниси. Бидејќи ако ги анализираш, малите бизниси се поголем број од сите можни други бизниси од државата. Фамилиарен бизнис, 2-3 работат, ниту еден пријавен. Едниот 2-3 тука работат, си земат плюс социјално. Овие, пример, со борбата со сивата економија имат проблеми, речиси, сите можни држави во Па светот. добро, јасно е, затоа темата оставам да ја елаборираш
за да ја напредниме и да тргнеме малку Јас насока. пошто овие теми многу малку се чепнат. Ние збориме за Кај сме генерална ние изолиран политика. остров. Да. Јас мислам дека кај нас еве една сугестија за луѓето. Кај нас јас мислам дека фалат подкасти кои ќе имат за секој поле у животот, за секоја бранша, да има по една тема. Интересно ова го Кај нас кажуваш. никој нема. Пример, он зборува генерално за Све. политика, за економија. Но секој ден да имаш, треба да ги земеш копенхагенските критериуми, односно процесот за интеграција и да ги земеш условите што треба да ги исполни државата. За секоја тема, односно по главијата. Бенчмаркови. За секоја тема, за секоја глава. И подглави внатре да имаш по една тема. Па тие се вовед во кластерите. За тоа ме е зборот. Да. Знаеш колку теми ќе правиш? Секој ден ќе правиш по една различна нешто. тема. А тоа ќе биде информирање кон граѓаните Отвореност, и тамо ќе транспарентност. вршиш притисок Ама кон инклузивност. институцијата. Знаеш дека кога јас кога изјавувам вака генерално кога изјавувам, и земам примери вака, знаеш колку луѓе се препознаваат. Кога ќе одам на јас на работа, за нас ми беше конкретно муабетот. Па не би јас генерално кажувам проблемите што Кој се препознае, се препознае. па се препознаваат сами. Така што моите видувања, пример за во еве Германија пример има овие реформи што јас ги кажувам 2 години. Сега Германија ги прави тие реформи. Ти не можеш да правиш реформи во пензискиот и во фондот за здравство ако немаш борба против сивата економија. Еве на граѓани да му биде јасна. Сивата економија поснува од трудовата инспекција. Си видел ти во регионот каде се гради Мижат. без скеле некаде? Не. 15 спрати, No. без скеле. Во Германија ќе те Шетал ја стават многу. у затвор. Пластиките ги стават, Кај прво нас- скелињата ги постават, па пластиките ги постават. Тоа као тврдина го заокружуваат Знае зошто? и работат безбедно. Знае зошто? Пошто ние немаме добри стандарди. Во смисла ние немаме Не ги добри применуваме. правилници и закони. Ние треба да го смениме. Колку луѓе треба да умрат во градежништво за да ние за скеле. Ама знаете што? Ако пошто зградата од која ќе излезеш од подрум треба да има скеле. Сега јас не сум по БСР, но знам у прилика. Така е. И сега ти како градиш, така треба да го ставиш скелето. Но ако ти ја градиш зградата 3 години, и ако ставиш скеле, а скелето ти кошта не знам колку пари на ден, Се е поскап. 10 денари, не знам колку е под кирија, ти ќе изгубиш 1 милион евра. Ако не ставиш скеле, ако ти умре еден човек, ништо, нема да платиш само осигурување. Ако става тој, па и се Ефтин човечки никој не живот. плати, милион евра него на джеп за една година, 200.000 евра, 150.000 евра. Кај завршат тие пари? Колку вреди еден човек? За Има мене цена. без цена е тоа, ама еве за Има некој цена. не вреди. Па за некој не вреди. Или паднал таму, се утепал, умрел на работно место, отишол тој сега и дај. Значи, луѓето го изгубиле како да чувството за човекот. Но има луѓе кои вистина ја сака државата. И ги сакат и луѓето и ги ценат. Затоа ние треба да ги Човекот протуркаме. пред се, луѓето Ние треба да пред се. видиме да вршиме поголем притисок кон јавноста, односно јавноста кон институциите, за да бидат посвесни. Јас знаеш што кажам, генерално си дебатираме ние. Јас сум сегош за реформи. Постумајќи од мене. Но ако не ја зема сериозно работата од тебе што ти е, пример, 120 инспектори, од мојата институција тргнува. Ако ти имаш 120 инспектори, замисли, државата ти верува на тебе на 120 инспектори или 100 инспектори на државата, да чуваш 600 или 500.000 вработени во државата. Не да се мајтапираш ти со нив. Тоа треба да бидеш чувар за спроведување на законот. Но и на крај краишта, ти ако немаш услови како инспектор и како немаш чиста законска рамка, ти не можеш да постапуваш. Или ќе постапуваш. А дополнително тоа капацитетот на луѓето што треба кај нас да се, според мене, да се прави тотална реформа или едуцирање на луѓето. Знаеш што правиш? Во минатото те вработуваат 2 години, исполнуваш услови согласно законот, те става тебе шеф, И те напреду. шеф и станеш главен таму. И сега ти сакаш да се применуваш, тој те кочи. Како сакаш да го применуваш ти политика? Нема изворливост на високо квалитетно ниво, нема Се додека не правиме извореност. реформи на луѓето,
внатре по институциите, да му покажаме местото кој како заслужил, јас мислам дека многу тешко ќе биде. Особено борбата против сивата економија. Да. Ова влада што направи во делот на трудот. За прв пат во историјата им покажуваше, правеше колективни договори, им покажуваше платите. Добро. Покажуваш- Стимул. Тоа е стимул да покажеш минимална плата 7%, минимална плата 7%, минимална 7%, тоа се многу пари. Од некаде треба да се обезбедат тие пари, пошто треба да им платиш плата на крај на краишта на Па од работниците. инкамот во буџетот. Но јас сега од мој аспект гледам дека одредени структури Да. си прават сопки на владата. Ова ви го тврдам. Одредени структури не сакат да ја гледат владата како ги прави тие реформи, особено во борба против сивата економија. Па ќе се бориме против нив. Тоа Ќе ги посочуваме, ќе ги Тоа се бори, знаеш зашто? Пошто не случајно го кажав а го губат Почеток- статусот. менаџерот. Ако ти имаш менаџер кој не е способен и ти ги ставаш другите да ти менаџират, а тие другите па се контролирани од надвор со телефон, тогаш ти не можеш да направиш реформа. Е, јасно. Ова го кажам јавно и го тврдувам тоа дека е така. Не, само борба против. Во сите можни институции кои длабоко влегало политиката од минатото. Јас мислам дека треба да се направи царски рез во сите можни Така. институции, реформи, за да можеш да успеат реформи. Колку и да сака владата да направи реформи. Ако внатре администрацијата кочи, а свесно кочи, тоа значи дека не може да имаме резултат. Па добро, тоа беше најавено од премиерот, еве се направи на највисоко ниво, ја колку знам сега во процес е на пониско ниво и добро велиш ти, таму септември, октомври, полека продолжува. Јас очекувам од септември. Тие реформи. Оптимист, не сум јас оптимист. Многу луѓе се оптимисти на ова, чекат. И јас мислам дека во септември ќе почне. Но мора инспекцијските служби првин Така. и јавните предпријатија. Јас сум експерт за инспекцијски служби, за другиот дел. Во не овој дека, дел но јас мислам дека треба да се направат ти реформи. благодарам што ни појасни некои работи за сивата корен. економија. Ај се додеме малку во една друга област, прескако набројуваше јазик, знаме, па историја она. Го спомна знамето, ме интересира, одавна не сум те видел, твоето мислење, што после 25 години Али Ахмети на наговор од странски дипломат во неговата канцеларија го истакнал македонското знаме, самиот се пофали, што е за пофалба, а е за голема брука и критика што 25 години тоа не го правеше, не сакаше да зборува на македонски јазик. Твоето мислење, што е сега мотивот, што е моментот, што е контекстот, што тоа е направено, а досега не било направено. Така, накратко да ни образложиш доколку сакаш. Тој едно сватил дека овој премиер не е како другите премиери. Он сфатил дека не можеш да играш мајтап со ВМРО-ДПМН и сите гласачи од држава што гласала ова опција, како што со другите што се Па не се малку 460 и некоја илјада се. Да. Тој сфати дека ако не ги почитуваш, не го почитуваш за уставот, не ја почитуваш знамето, не ја почитуваш химната на државата, не можеш да бидеш дел од институциите. Не можеш ти да правиш политичка партија која ќе делува во две аршини. Не можеш на албанците да му продаваш една приказна, на македонците друга приказна. За ова приказна мора да кажам за прв пат во историјата нешто. Ајде, слободно, Ова слободно. што излегувам јас по телевизија. За жал, македонците, за политичарите ти кажувам, а и нивните поддржувачи. Сега те кажам политиката, политичкото действување на партијата и гласачите. За жал, македонците и албанците, македонските политички партии, лидерите и гласачите, и само за гласачите зборувам, не играат во ист филм. Македонците играат во игран филм, албанците играат во серијски филм. Интересно го кажуваш. Се претвори во уво. 5 години истите работите. Истите работите. Ти сега да го земаш некој човек
да спиел 35 години и да го ставиш пак у животот, че мислите дека тој е 91-а. Истиот муабет. Само може луѓето што се сменет, што се смениле, оставеле. Некои се исти. И инфраструктурата. Се друго е исто тема. Или ако го викаш некој од странец, да ги слуша изјавите од една и другата политичка партија, албанци и македонци, он че мисли дека ние живееме во две различни држави и дека сме во конфликт еден со друг. Значи, темите, а овие теми за добро на граѓаните и за државата, бидејќи јас имам и контакти со странски дипломати, кои на собири, јавни собири, не склишни, да не мислам. Па младци, тебе ти треба да пренесуваш искуство и да примаш искуство. Да, често и се консултират за одредени теми. Тие се консултират бидејќи делиме исто мислење, односно реално мислење, бидејќи во државата има многу луѓе што продаваат памет. Не, ја ќе бидам малку поотворен од тебе, ти блесна на медиумската сцена, внесе некои свежи идеи и ја мислам и затоа и те барат, ти си скромен, тоа не се каже да го кажеш, еве ја го кажувам. Извини. Фала ти. И знаеш што забелешките не мите забелешки. Повели кажи. Знаеш дека странските дипломати не гледаат телевизија, албански телевизии канали. Знаете зошто? Истите теми 35 години се вртат. Веќе кажуваат се демоде. И ние знаеме што ќе кажуваат. Знаме тоа. Албанскиот јазик, дискриминација на албанците во јавните институции. Толку, 3 работи, нема други теми. И истиот муабет. Тоа па тоа. Ами ние знаеме, тие знаат. Затоа и не следат. Немат дебата. Немат нови идеи, освежување, што мислат како реформи да се направат на напред од државата. Истите идеи, тоа што може, но јас мислам дека веќе тоа не може да им пали. Сакаш нешто ти кажам, пошто ти си млад, ја и ти од неодамна се знаеме, и јас во минатото не бев симнат од 3-4 албански телевизии. Некој се потруди да ме прогласи за националист и ја 8 години не сум гледал во албанска телевизија. Ова не се жалам, кажам вам само реалност. Продолжи. Според Алса, 21 шења, абе нон-стоп бев повеќе таму отколку на македонските. Добро, повеќе да те изолират тебе за да не кажеш реалност, за да може ти да манипулират другите. Нешто има и лично, али лично мислам. Не верувам дека ми ја удрија етикетата македонски националисти, така. Ама не се жалам, некука ми едноставно си го терам ја мојот пат на македонец и си ја терам работава. Него чисто да ти кажам. А ја ти знам, ја ти немаме скруполи, ја ти збореме на сите теми и сме оперирани од тие работи. Па повеќе македонци и албанци. Повеќе ќе се гледаш тука колку ќе се гледаш во албанските телевизии. Така што извините прекинав. Така што не е важно е мотивот на животот. Има начини како тоа треба да го искажеш и најважно е што е искрено и реално треба да ги кажеш работите. И еве, не знам по кој пат ќе повторам и веќе никој пат нема да го кажувам. Мојот најстар син е побратим со албанец од Тетово, го поздравувам Куси. 25 години се побратими, еден на друг си спасиле живот, не е битно, абе свадби, абе сунети, абе свашта, абе ова, она. Сега како сум ја националист да те прашам јас тебе. Со Шабан се јуди живеам од 70, си соработуваме, едно време бевме во иста партија Алтернатива, од 76 година се познаваме и сме пријатели. Каков националист сум ја бе тоа? Ке ми објасниш ај после емисија. Зависи кој како ги гледа работите, но пред се ние кога разговараме надвор од емисијата, ние разговараме за економија. Фала Богу, фала Богу. За владење на правото, за добро образование, за тие. Ние немаме такви луѓето зависи тоа како ти етикетира за политички цели. Добро, извини што малку те одмислив да си продолжиме јас. Тоа е нормална игра што го прават во политиката, особено во Македонија и во Балканот. Тоа е генерално што ви кажа во врска со действувањето на албанските политички партии и тоа што имат поддршка, односно не поддршката од страни. Гледаш дека и мене што ми става еден негативен впечаток мене лично. Јас како ги гледам работите. Ние одредени моменти го гледаш каков министер имаш во нашата влада. Дали имаш за европски интеграции или за турски интеграции?
Па го гледаш ти пример министерот за европски интеграции еднаш или ниту еднаш во Брисел, 4 пати во Турција. И тоа тебе ти става впечаток дека ние треба да правиме ново министерство. Така? Ако те бива за таа работа, абе да направиме едно министерство за соработка со Да. Тука, нема лошо да ме сватиш, јас сум за соработка со Турција. Ама тоа ќе ти го објаснам кога ќе седнеме без кафана. разлика. Али ти многу убаво си приметил. Едно е европска интеграција, а едно е турска Бе, ние интеграција. имаме Тука те оправдува. министер за надвршни работи што треба да се замара со надвршните така, работи да. со Турција Да. и другите држави. Да. Ама не тој за Европската унија. Тој 5 пати таму, ниту еднаш во Брисел. Тоа мене ме погода. Да, Јас не да. го гледам само јас, го гледат многу луѓе и го дебатираат ова, и го следат. Значи, ние малце треба да имаме усул каде ја Да. водиме државата. Да. Да внимавам. Одговорност треба да имаме. Сега ти јас тука е проблемот што ние имаме коалиции после и тука ја прават проблемот. Да. Ај вака, ај малку да пробаме со опозиција. Знаеш зашто го кажав ова? Повели со. Не, ја те разбрав. Бидејќи странските дипломати ја гледат ова, ја Па следат. фала Богу, еве ти као млад. Јас не сум убаво против ниту си една држава, да сондирал се и го разбирам, кажуваш, да. но не мисли дека тие спијат. Ја и се сеќавам, еден министер или директор ли беше по тие хотелите луксузни во Истанбул, одеше па го снимаа, па тој се снимаше. Ја те сваќам што кажуваш ти. Те сваќам, не сега. Има и други прички, ќе ти Ја- кажам надвор од Ја од друго тоа. имам некое размислување за регионалното поврзување и мислам дека Турција е земја која многу напредуваше. На нас земам 20 години и повеќе и мислам дека треба со нив да соработуваме. Ја тоа го кажувам. Од другите А иначе полиња. ти убаво си За приметил. интеграција се знае зашто се. Да, да. Луѓе, имаме опозиција, троглава е, не е обединета, секој е со своите проблеми, само еден од тие три дела се препозна во некој си во еден израз талог и се обидува прославата на Илинден, нашиот најголем празник, Илинден 903-та, Илинден 1944-та, Илинденско востание јасном, да го сведе на талогот. Не, имаше пораки од председателката Силјановска Давкова за обединување, имаше пораки од премиерот Мицкоски за обединување и конечно заеднички да действуваме за националните и државните интереси, имаше од почитуваниот Милошевски подпредседателот на собрание на Мечкин камен, нешто слично, истакнувајќи ги борците, храбрите, синови што дадоа и крв и живот за оваа држава, сакајќи да ни каже дека и ние треба да сме храбри и така натаму. И сега некој, а тој некој е од СДС, тој некој е лидер од нивниот председател Филипче, сака да каже дека тоа е раздор, дека тоа е поделба. Не, тоа е дефинирање, тоа е покажување кој кочи. Твоето мислење те молам. Таа политика се пробуваше и во минатото. Таа политика во 2024 имаше фијаско. Да. И тоа големо фијаско. Да, големо фијаско. Имаше и во 2025 исто. Да. Што е поголемо фијаско. Ќе видиме во 2000 И на државно и на локално ниво се Ќе видиме во следните избори. Дали 27 може да бидат тие во почеток. Јас сега засега ги водам 28 редовно. Да, редовно. А многу велат дека напролет ќе има 27 следно. Јас мора да ти кажам нешто. Ајде, во твојата ајде, те емисија. слушам. Овие политички лидери од опозицијата личат на тие немирните деца. Ајде. Немирните деца. Ти си повозрасен од мене, Трето доба ја фатив. не е важно, читале си. Тие личат на тие немирните деца. И плачат без везе. За играчката? Си плачат. Само сака да прават театар Ала ти е многу убава метафора. и се обидуваат да им даваш внимание. А треба да го заслужат. Во старите времења, луѓето си ја работеле земјата многу, знаеш. Да. И тоа им било примарно во животот, бидејќи од тоа живееле. И кога ги земале децата во ниви, имале деца што многу плачеле. И за да ги смират, земале парчиња, знаеш, од афион, зрнца, им ги стали, ги смиреле. И има деца што се смиреле
по еден ден, 2-3 дена дека се смиреле. Ме подсети на младост у Кочани, има едно мало, а шашли и деца, како ги залажуват. И сега. И овие политичари се исти. Како ти текнува метафора? Зависи од овие политичари како им ќе им треба таа терапија. Христијан и ВМРО, Христијан Мицковски, Да, и ВМРО на овие луѓе, на овие политичари кои плачат, речиси си им дава по едно афионче, а тоа е на избори, и си спијат по една година. Море повеќе да не спи. На некој по 4 години, а може на овој и 8 години или 10 да му трае, минимално. Има некој што Како тргнало? Кој ќе му даде тоа веќе и толку за цел живот ќе се успие и нема веќе да се врати. Не би посакувал. На политичкото действување ми е целта. Не, знам. Или има некои кои се немирни, како Ахмети, на него треба да му дава секоја година по една. Така што јас мислам дека овие треба да се опаметуваат, да не плачат за безвезе, туку да се вратат во реалноста, да градат политиките. Бидејќи може да се случи да им дават повеќе терапија, односно да ја зголеми терапијата, не на 1, на 2, на 3 и веќе да не се вратат во политиката никогаш. Многу интересна метафора, ми се бенди са, опозиција, разводувај се, организирај се, действувај, биди конструктивна, бидејќи не ти чини работава. Ова ми беше метафора, да. Но ова е голема порака за нив. Па, фала Богу, така и те сватив ја. Ти како опозиционер треба да имаш визија. Да. Не да користиш можноста да ги злоупотребаш, да ги пробуцнуваш народот и да добиеш тоа да ти се фактурира во гласови. Бидејќи во наша држава, ние веќе не сме во 91 кога составивме држава. Не сме ни 24-та, 5-та, 6-та. Ние сме од 26-та година, веќе ни малото дете не можеш да го лажеш со вакви... Порасна народот, избираш. Значи, дипломираш, докторираш. Народот веќе е зрел. Така. И сфатил дека тие, да не кажам, политички финти, манипулации се само начин за да дојдеш на власт, за да можеш поште да ја крадеш државата, и 7 години ништо да не направиш. Кога сите можеа во минатото да бидат друга со Али Ахмети, тогаш мислам дека народот е веќе свесен. Така. Луѓе, ај полека да финишираме. Ти си вториот човек кој ја као гостин го повторувам, Златев првиот и вториот, јас се трудам секој пат различни луѓе да викнам, ама има причини зашто сум те повторил, втор пат да ми гостуваш, пред 7 месеци или кога ми гостуваше, не е битно. Знаеш дека во почетокот, трета, четврта, пета емисија една од најгледаните емисии. Ама добро, тоа да речеме не е битно. Ти знаеш дека на крајот ние даваме простор, кратка порака до нашите гледачи, бидејќи сме покрај информативен подкаст и така малку едукативен, ја многу држам на тоа, многу ми замерат, ама молим лепо, long life learning, целоживотно образование и така натаму. Во овие турбулентни, тешки и жешки времиња, кратко што би им порачал на нашите граѓани, македонци, државјани во Република Македонија и низ цел свет, а по тоа разбирам македонци, албанци, турци, срби, бошњаци, власи, роми и сите што сме тука. Микрофонот е твој, Лујце. Јас денеска ќе направам на друг начин ќе му Ајде. За да ја поврзам. Новитет? За да ја поврзам со темата што разговаравме, бидејќи им посветивме поголемо внимание на сива економија, инвестиции, економски раст и така натаму. Моето обраќање до тие што не следат е тоа дека ние треба да бидеме стрпеливи многу. Поминавме во минатото многу тешки времиња во смисла на рушување на државата. Сега уште ќе биде потежок патот за да ја градиш, бидејќи нешто што се руши многу тешко да градиш. Повеќе време ти зема тоа што го градиш од колку тоа што го рушиш. На момент можеш да рушиш се, треба да градиш многу подолго. Ги повикам сите граѓани кои им го сакат доброто на државата,
да пријават сите можни аномалии по сите можни институции во борба против сивата економија, било која што е да е. Дали тој човекот што иде во продавница и гледа дека е манипулирано цените, дека нема хигиена и ред други работи, до фискални сметки и до тоа што на мене повеќе ме интересира, а тоа е непријавените работници или злоупотреба на работодавачите од страна на злоупотребајќи ги работниците, сите работници кои се злоупотреби од страна на тие големи гази, да ги кажувам, да пријават во институциите, бидејќи како ќе се свести народот, така ќе се будат институциите генерално. Не можеме ние со магичен стап ние да ги смениме работите, се додека не се буди народот, односно граѓаните. Јас ги повикам сите да пријават сите можни аномалии, да го дигат нивниот глас, се да се бориме против канцерот на наша држава, а тоа е сивата економија. Браво. Кратко, јасно, поучно, останува да се чуе твоја, да се послуша, се слушна, а да се послуша твојот глас, а ја не се сомневам дека ќе биде послушано. Лузим, ја ти благодарам за твоето гостување. Јас не се надевам, туку сум сигурен дека јас и ти ќе продолжиме да соработуваме, поготоа што мене денови ми почнуваат два проекта, едни кампањи. Едниот е под наслов Живот заедно во Република Македонија, па планирам малку да соработуваме со тебе, ама тоа ќе ти го кажам после емисијата. Уште еднаш благодарам големо за тебе, ти посакувам да си успешен во работата како инспектор, а на медиумската сцена да даваш вакви позитивни примери како што досега ги даваш. Ви благодарам многу за поканата. Да. Сегаш ми е чест да бидам во вашата емисија и генерално ние каде гостуваме заедно со искусни луѓе, но честитам за твоите два проекта што ги имаш. Овој ме чуди со првиот, бидејќи еден националист да прави за свој живот, мислам дека ти е ќе се изненадиш, ќе видиш. Луѓето треба да научат од тоа дека борбата за државата не значи дека си националист. Боже сачо, тоа е нешто најубаво. Почитувани гледачи, ова беше подкаст Радар, ова беше Љузим Фаризи, аналитичарот кој е се повеќе и повеќе баран, и внимавајте инспекторот кој се бори против сивата економија, против корупцијата и бара дисциплина и одговорно однесување во институциите и во нашата држава и во нашето општество. Да сте ми живи и здрави, се гледаме, се надевам, и другата недела. Поздрав!